Знаеме дека на Европското првенство 2020 за прв пат ќе учествува 24 репрезентации. Можам слободно да кажем, мада во спортот никогаш не се знае, дека овој пат можеме слободно да се прегласиме за фаворити за пласман на европско надпреварување. Во следните два надпревари со максимален респект према сите репрезентации, према Турција, на кој што ќе видиме домаќини, према Грција во Кажани, иако сме фаворити, ни треба максимален пристап за да можеме да рачунаме на максимални 4 бода и 2 победи. Мислам дека покрај нас поискусните кои сме долго време во оваа репрезентација, младите играчи треба да преземат поголема одговорност и со тоа да се спремаат самите себе и нас да не спремаат да на светското првенство во Германија за 2 месеци преземат многу поодговорна улога. Овие два надпревари ќе дојдат многу добро за да можат да подигнат својата самодоверба. Ние секогаш сме тука да помогнеме колку што треба, меѓутоа мислам дека треба да се искористат овие два надпревари. Не очекува одлична атмосфера, познавајќи ја битува и ливната ракометна публика. Тие го знаат ракометот, како и највачите во Скопје, и мислам дека максимално ќе ја искористиме ова недела, овие 7 дена и овие два надпревари за една добра подготовка за она што не очекува во јануари на светското првенство. Според вас за Турција за првиот противник со оглед на како стигнале до Турција, секогаш сме поминувале добро со Турција, меѓутоа знаеле да дадат добар надпревар. Меѓутоа ние треба да се гледаме нас самите себе, да се подготвуваме, да пробуваме некои нови работи, како што кажав, младите да понесат поголема одговорност, а со тоа и самите да се спремат за она што ги очекува, затоа што многу пати до сега ни се случило дека за еден подобар и поголем успех на едно големо надпреварување, дали е тоа светско или европско првенство, е потребна подолга клупа, поголем и поквалитетен ростер, и мислам дека овие два надпревари се идеална прилика за да го добиеме тој ростер и да го добиеме тоа потребно самодоверба за она што ни престои во блиски дни.